време зашто не е едноставно да се направи книжевен превод на 600 страници, значи живееше долго со тој превод. Дали ти легна стилот на Ерин Дун? И како дојде до оваа идеја италијанското, извинете, не знам италијански, фабриканте ди лакриме, да го преоблечеш во Солзотворец? Тоа едно е да ги читате како обичен читател, понекогаш погрешно. Друго е вистинското читање, тоа Анастасија тука е, како што вели Калвино, нели е преку преведувањето. Промотор на овој превод и ја поздравувам и се заблагодарувам на целата публика, на сите присутни во оваа сала. Бидејќи има повеќе прашања, нели? Ќе се обидам редоследно да одговорам на нив, па си направив и јас некој концепт.